Добро дојдовте во Северна Македонија, посветен НАТО сојузник и еден стратешки партнер на Норвешка. Вашата посета и областите кои ги дискутиравме за време на нашите средби ја покажуваат нашата заедничка, недвосмислена посветеност на безбедноста на Алијансата и нашите граѓани, како се разбира и посветеноста на силната билатерална совработка во одбраната. Северна Македонија недвосмислено и одлучно ги ратификуваше пристапните протоколи и за Финска и за Шведска, уште еднаш потврдувајќи ја нашата заложба за политики на отворени врати на НАТО алијансата, кога станува збор за незиното проширување. Заедно ја осудивме бруталната руска агресија врз Украина и порачавме дека НАТО не е закана за никого, но НАТО е единствено и обединето во безбедноста на секоја педа сојузничка територија. И токму затоа Република Северна Македонија инвестира во одбраната и за следната година 2% од бруто домашниот производ ќе изнесува буџетот на одбраната, од кој значаен дел на 30% ќе биде наменет за инвестирање во нова опрема и модернизација, со која што ќе ја зацврстиме националната македонска безбедност, но ќе допринесеме и во колективната одбрана. Почитуван министер, една пресконференција би рекла дека е премалку за да кажеме што све е направено во нашата билатерална соработка изминатите години, меѓутоа и да ги презентираме плановите за тоа што ќе се случува во иднина. Изминатиот период навистина имавме конструктивна и плодна соработка која што дава реални и опипливи резултати. Благодарни сме за вашата поддршка и остануваме силно посветени на незиниот развој и во иднина. Благодарам за поддршката која ја планирате за 2023 година, тука вклучувајќи ги и борбените и неборбените возила, кои ги очекуваме во следниот период, но исто така и во учеството за проекти за развој на криволак и специфичната опрема со која ќе продолжиме да ја развиваме армијата на Република Северна Македонија. Нашите тимови во Министерството, армијата, меѓутоа и вашето одбранбено аташе, навистина се активни и заслужуваат наша пофалба. Областите во кои соработуваме се бројни. Воена едукација, заеднички обуки, експертски разговори за градење на нашите капацитети, особено во контекст на целите на способности на НАТО, како и воено-медицинската поддршка. Норвешка е земја партнер во рамките на балканските медицински сили, чие постојано седиште е во Република Северна Македонија и навистина ја цениме вашата поддршка на оваа иницијатива. Не така одамна, за време на ковид кризата, ни помогнавте навистина многу и ако вистинските пријатели се гледаат во најголемите кризи, со право Норвешка може да се наречеме посветен и докажан пријател на Република Северна Македонија. Со ваша поддршка, не помалку важно, го назначувам и проектот со кој заедно го градиме интегритетот во Министерството, како еден од круцијалните програми, а истовремено го изградивме и регионалниот центар за односи со јавност, кој во моментов е во фаза на интензивен развој да прерасне во НАТО школа за односи со јавност. Тоа е центар од кој придобивка ќе има и Република Северна Македонија и Норвешка, меѓутоа и останатите НАТО сојузници. Со гордост кажувам дека Министерството за одбрана е институција која прва по активна транспарентност во споредба со останатите институции во државата. Дел од ова постигнување ви припаѓа и вам, како наш најголем поддржувач во оваа област. На крајот ќе го споменам и заедничкото учество во мировните мисии. Политичките односи се повеќе од значајни, но за мене уште позначено е развивањето на познанства и пријателства помеѓу нашите војници. Воено-медицинските тимови во Авганистан учеа едни за други и едни од други. Ја зголемуваа интероперабилноста и ги развиваа способностите на Северна Македонија, на Норвешка и на НАТО алијансата. Ви благодарам што се озвавте на мојата покана и што денеска сте тука во Северна Македонија и се разбира на поддршката која имаме и ќе имаме и во иднина. Благодарам. Ви благодарам многу што ме поканивте и за топлото добредојде на оваа прекрасна церемонија што имавме утрово и ви благодарам за многу продуктивните и конструктивната средба. Оваа година Северна Македонија и Норвешка слават 30 години на силни и позитивни дипломатски односи,
а нашите врски дополнително се зајакнаа со приемот на Северна Македонија во НАТО во 2020 година. Ние сме сојузници, тесно соработуваме и доколку има потреба и ќе се браниме едни со друго. Многу е практично што во НАТО седиме едни до други, што на некој начин символизира како стоиме рамо до рамо и во НАТО и во нашата билатерална одбранбена соработка. На нашата денешна средба разговаравме за главните предизвици на безбедносната политика со кои се сочуваме во Европа, неиспровоцираниот напад на Русија врз Украина. Прашањето на активностите на НАТО беше високо на агентата, имавме и одлична можност да разговараме за тоа како најдобро можеме да ја придвижиме одбранбената соработка меѓу нашите две земји. Се согласуваме дека рускиот напад врз Украина мора да биде дочекан со осуда. Војната во Украина би можела да се одолговлекува и од суштинско значење е да останеме обединети и да продолжиме со нашата силна поддршка на Украина во нивната борба. Ми беше задоволство да и соопштам на мојата колешка, министерката Петровска, дека Норвешка донира на вооружените сили на Северна Македонија повеќе од 70 воени возила. Норвешка исто така поддржа неколку програми во одбранбениот сектор во Северна Македонија за усогласување на родовите прашања, на проект за борба против корупцијата, интегритетот во одбраната. Очекуваме да ја продолжиме ова соработка и во соработка со инженерискиот батальон и зимска обука, алпинистичка обука. Исто така сме дел од балканските медицински воени сили и разговаравме уште повеќе да ги интегрираме, да ја закнеме соработката помеѓу нашите сили во регионот. Во име на норвешката влада со задоволство очекувам да продолжиме да развиваме соработката и односите меѓу нашите две земји во годините што доаѓаат.